Притисокот Заев да прифати албанец премиер станува се поголем. Алијансата за албанците алтернатива го ставја како услов Зибери да биде шеф на Илинденска, за да бидат во влада со Дуи. Скендер Реджепи Зејт од алтернатива вели дека ќе почекаат дали ќе биде исполнето ветувањето на Ахмети, па потоа би влегувале во евентуални преговори за состав на влада. Ние нема да влеземе во преговори се додека Дуи не го исполнува предизборното ветување за премиер да биде Насер Зибери. Дури како што сме кажале, ако во собранието на Република Северна Македонија доаѓа предлог Насер Зибери да биде премиер, ние со нашите 12 пратеници ќе гласаме за истиот. Според моменталните бројки во собранието, како и ставот на Левица, дека нема шанси да поддржат влада во која би биле социјалдемократите, го прават Дуи единствениот партнер кој може на Заев да му донесе 61 пратеник. Ваквата ситуација, по се изгледа, ја засилува позицијата на Дуи во преговорите со СДСМ. Шефот на Дуи веќе најави дека доколку Заев не сака албанец премиер, за такво нешто ќе мора да даде силни аргументи. Работите не се во лош правец. Сум изјавил претходно, ќе изјавам пак. Работите се толку близко колку што се и дале времено. И очекувам да ги чујам аргументите на страната со која што преговараме. Јас повторно не можам да имам да ги предвидам кои ќе бидат нивните аргументи. Заев пак не одговара дали би прифатил албанец премиер. Господине Заев, во јавност има спекулации дека Дуи бараат премиер албанец во првата година од владата. Дали сте спремни да прифатите вакво барање? Јас реков за деталите од преговорите, не би коментирал за да дадам шанса да успее преговорачкиот процес. Не би сакал да дадам денеска и директно коментар за ваквото прашање. Од опозицијската ВМРО ДПМ не обвинуваат дека Заев повторно се обидува, народски кажано да купува пратеници од нивните редови. Тројца наши пратеници пријавија такви добронамерници кои што се во некаква релација со тие луѓе, кумска, пријателска, кои што во името на СДСМ и Зоран Заев нудат привилегии, вакви или онакви, само за да се даде поддршката на владата на СДСМ и Зоран Заев. Предпоставам дека такви притисоци има и во другите пратенички групи. Нормално луѓето со згрозување гледаат на ваквото пристапување, на ваквиот начин на обезбедување политичка поддршка. Останува да се види дали Заев би попуштил пред големите барања на Ахмети, неофицијално покрај премиерското место во првата година, Дуи бари други атрактивни ресори, како што е министер за внатрешни работи, за финансии, директорско место во УЈП, но и гувернерската позиција во Народната банка.